комичен Мегахерц. И светната Василичката, светна. Пролетта е време на љубов. Затоа насрекните целиот живот им е пролет. Тоа го кажа познатиот Венди Хармс. И да. Жарко, како си денеска? Одлично, драг мој Атанасов, одлично. Дали забележуваш кога и да ја водиме емисијата, кога е петок, се разведрува времето Се тоа сакав да го кажам. Излегува сонцето. Ни го извади од уста зборот Атанас, значи секогаш кога ние водиме комичен Мегахерц, сонцето силно свети, работниците работат, од блесокот е се појак и појак, затоа ние мораме да ставаме на очари. Среќа тие што и да продаваат уживаме. очила, да, среќа тие што продаваат очила, им се погоди денот, може да продаваат повеќе, а во нашето студио секогаш носиме очила бидејќи од блесокот е се посилен и посилен во петок. Поздрав за сите убави дами што конзумираат отрови пред нашето студио. Точно, само да го прочитаме ова што си го читаме секогаш, значи денеска е 18 март, 77-миот ден од годината или 78-миот ако е престапна година, а е престапна година, според Григоријанскиот календар остануваат уште 288 дена до новата година. Испланирајте каде ќе одите затоа што имате доволно време. Така е, јас ги поздравувам сите наши слушателки во Тетовскиот регион. Поздрав, а таму можете да не слушате на 90,0. Јас ќе ги поздравам во како беше тоа Полошкиот регион, Тетови гостивар, да. Полошкиот регион. 90,0. Точно, а сега малку ќе оставиме да ги сумирате овие информации затоа што одиме со музиче. Вика, расположете се, лошото допрва доаѓа. Тоа вика Марфи и Марфиевите закони, Жарко. А јас викам вечерва 18-3 петок Лисистрата. Утре 19-3 сабота стюардеси, 21 понеделник нешто пропуштаме, 22-3 вторник име, 26 Случки Хармс предпремиера и 27 премиера Случки Хармс во најновата продукција на комедија во режија на Дино Мустафич. Така е, набавете си ги вашите билети, резервирајте ги затоа што нема уште многу за овие представи што ги Уште 9 дена и чао. Уште Чао Дино, сретен ти пут. Јесте, да. Но Жарко, денеска имаме една специјална гостинка. Точно. И ни го разубаве студиото, одамна не сме имале вака убава енергија тука во ова студио. Се осеќам како Рисјанка. Младата Рисјанка. Младата Рисјанка. Колешка моја, сокласничка, не, но со... Студиранка. Со студиранка додека бев на факултетот, но таа не студираше глумата, а студираше режија. Имам чест да најавам нашата фантастична Нина Николи! Здраво, Нина. Здраво, дечки. Како си денеска? Супер, одлично. Да? Прекрасно се чувствувам во вашето студио, имате добар излог, имате стварно супер енергија и плюс тоа со вас стално е забавно, така да одлично ми е. Благодариме за Благодариме, комплиментите. Ова излог каде што цените не се гледаат многу добро, треба да дојдеш поблиску за да ги видиш бидејќи Но производите се многу добри. Така е, амбалаж, кажи ми, што правиш ти, како си, како го почна денеска денот? Јас денеска денот го започнав така што се подготвив да дојдам кај вас во студио, после тоа имам уште некои ангажмани и веќе утре ќе отпатувам во Шпанија да гледам представи за меѓународниот фестивал МОД и се надевам дека ќе успееме да донесеме нешто добро оваа година на фестивалот. Инаку вчера вечер играше мојата последна представа разговори во 4 очи во МНТ и да се разбудив среќна заради тоа што вчера имавме пун салон, млади луѓе, навистина убаво пројдовме. Представата заврши со овации, особено насочени кон Амер Ниснокшичи, главната глумица и стварно ете така со една позитивна енергија и сонце ми започна денот. Видиш, Жарко, некои одат во Шпанија да гледаат представи, Така. а ти работиш представа во театар, во Рудников театар. Нина, кога следно игра представата Разговор во 4 очи? Нашата представа игра следно на 30, значи тоа е среда во 20 часот на мала сцена во Македонски народен театар. Чекај, таа представата Разговор во 4 очи е представата што младите девојки викаат ќе одам да го гледам Оливер Митковски? Па сигурно, да, Оливер Митковски многу го сака, дури баба ми беше на представата и ја гледаше представата и после тоа ми се јави и вика: "Добро, све у реду, фино, девојчиња има добро глумат." Тој високиот кој е? И ја викам: "Па тоа е баба еден глумец Оливер Митковски, многу згоден да ти кажам." Поздрав до Поздрав до Оливер бабата Митковски. и до Оливер Митковски. Дали има, например, едно правило кај вас режисерите, например, го зимаш Оливер Митковски за да ти продава представата за понежниот пол. Вистина е тоа или Не е вистина. Не е Стварно не е вистина, али вообичаено глумците се згодни, па женските доаѓаат генерално по голем дел од глумците што се таа генерација. Не, дека разбравме за Оливер Митковски таква една филозофија има, вели излегол од кај Морфов и разочарани биле сега заради тоа што нема да можат лесно да ги продават представите. Но добро, сега да не навлегуваме за Оливер Митковски толку.
Поздрав. Вика, разговори во 4 очи е семејна драма која обработува теми кои не засегаат и со кои сакаме да допреме длабоко во човечките емоции, изјави Нина Николич. Да, така Значи, ова е- изјави Нина Николич на пресконференција. На Така? личната 903. Значи представата е стварно интимна и раскажува една приказна за една жена која што има еден маж, се заљубила од друг човек, меѓутоа поради општествените стеги и проблеми не успела се разбира да се разведе од тој и да замине со другиот и си го уништува животот комплетно поради тоа што не тргнува по она што не е некаква волја или инспирација, туку останува поради законите, поради тоа што нема да ги добие децата, поради тоа што ќе го изгуби статусот во општеството, останува со мажот со кој што се земала тогаш кога сметала дека треба да се земе. И фактички една тажна приказна за една жена која си го пропастува животот благодарение на погрешните избори. Значи секојдневна приказна од нашето општество кај нас. Апсолутно, да. Мислам, Да. тоа е стварно сакавме да покажеме што се случува во нашето општество, бидејќи тоа не е пример само на Шведска во 20-тите години, туку е пример на Македонија денеска. Имаме многу такви примери кои што дел ги знаеме, дел не ги знаеме, меѓутоа навистина се случуваат се уште такви работи што можеби за нас е малку чудно, но за жал тоа е вистината. Можеш да ми кажеш кој се игра во представата? Во представата игра Дарија Ризова, Нина Дејан, Катина Иванова, Благој Веселинов, Оливер Митковски, Така е. Pero Арсовски и Значи- сите ги значи набрав. има- И Амер Рисокшичи, главна Амер Дарија, Рисокшичи, и да. кажа предходно. Значи има за сите што сакаат да гледаат згодни глумици, има за нели машката популација, има За помладата, за постарата, помладата, има за за постарата, сите. има за пензионери, за сите. Едноставно може да дојдат луѓето и да уживаат. И јас зборам од друг аспект луѓето да дојдат демек нешто Да, ќе па гледат. не, управо, на крај испаѓа дека си управо режисериве дека така ги бираат. Сега кога ќе размислам, женскиве се згодни има од сите генерации. Така да, така. Мужкиве исто Гледам се јас ти згодни како има си ја од сите направила генерации. поделот. Гледам ја многу публика, има и возрастни, и млади, секакви сите овации аплодираат. Тоа е приватна продукција или добиен проект во МНТ, како на кој принцип ја работев? Проектот е добиен, го доби Скопје филм студио, Така. со продуцентот Томи Салковски. Направивме копродукција со МНТ. МНТ всушност влезе како копродуцент, дае ресурси, луѓе, сцена, се што има на располагање МНТ, финансиите ги добивме од Министерството за култура и нив ги употребивме за продукција на представата, односно изработка на сцена, костими и така натаму. А кој се работуваше друг со тебе, твојот креативен тим, костими, музика? Со мене стално се работува Јована Карамфиловска Огуровска, тој е мојот костимограф. На оваа представа се работува со една девојка што се вика Сања Аврамовска. Она е студент на архитектонскиот факултет и за прв пат работеше сценографија. Меѓутоа решивме да пробаме една таква варијанта кај што ќе земеме еден млад човек што се бави со архитектура, но не и непосредно со сценографија. Маја Трајановска работеше избор на музика, Петар Кочишки ги изработуваше видеата и ако не се лажам тоа е. Ника Гавровска го направи плакатот. Ова е доста голема екипа. Одлично, Инаку голема ти екипа. сега се шеташ со плакатите за представата, ако не се лажам, така те начекавме пред студиото. Да, јас сама ги лепам плакатите за представата, тоа е така вообичаена практика во театарот во Македонија. Режисерите сами да си ги лепите плакатите. Ако не си ги залепите, нема да има, па сега видете вие. Лична промоција тоа е, мораш да се вложиш за твојот производ да биде како што треба. Значи огромна екипа, како што кажа, одлични актери, супер креативен тим и производот е секако многу добар затоа што покажува Јас би историјата. сакал да доделиме две карти. Кога е наредна изведба, како кажавте, на 30? На 30 во 20 часот на мала сцена во Македонски народен театар можеме да доделиме по две карти на двајца слушатели. Еве, вака ќе направиме. Кажи го Жарко Да. бројот, па кој се јави, ќе добие две карти. Еве го бројот. 02 31 31 332. Повторувам. 02 31 31 332. Билетите се за во среда за 20 часот во МНТ на мала сцена. Ако си мангуп, јави се, доби си билет. Јас Точно. би одел да ја гледам таа представа, бидејќи има од сите генерации на млади, стари, Јави се, ќе си повозрастни добиеш глумици, билети. што би сакал да уживам во нивната интерпретација Точно. на Ем текстот. ке си добиеш билети, ем ке си поразговараш со нас во студиото 31 31 332 за Скопјани, за тие што се надвор од Скопје 02 31 31 332. А вие што не слушате во Бугарија, плюс 38 или 0038. Еми тоа ще да Замисли да се јави. дојде Аз обичам да дојдам на представа. разговор в 4 В очи. 4 очи, Нина Николич. Кажи ми, Нина, обично, како што ти ги гледаме представите, Дарија Ризова ти е она главната хероина во сите, не хероин како хероина е како зборот од херои за женски. женско, да. Хероина во сите представи. Во оваа нешто
Па во оваа представа повторно игра Дарија Ризова, Да, како и во сите. Она е фактички главната хероина е Амернис, таа е ја го игра ликот на Ана Бергман, кој што е главниот лик во представата, ама Дарија игра младата Ана Бергман. Така да не е далеку од хероината. Повторно се врти околу Точно. Дарија Ризова. Извини што морам да те прекинам. Имаме слушател. Ало? Ало, здраво. Здраво, повелете во програма сте. Анита се јавува. Здраво, не Здраво. Анета. Иначе да кажам дека ја гледав представата, многу ми се допадна. Бев со пријателка, сакам сега со сопруга да отидам. Па паметно. Јас Одлично, би отишол Анета. уште 3 пати кога ја слушнав екипата. Поздрав и Оливер Митковски. Океј, значи добивате 2 билета, билети. каде може да си ги подигнат само На да кажеш? билетара на Македонски народен театар, 15 минути пред почеток на представа се разбира само нека остават име и презиме, точно име и презиме, за да ги ставам на список. Во режија ќе ве спроведеме да оставите име и презиме. Ви благодариме, Анета. Ти благодариме, Анета, да не сакаш некое прашање да поставиш? Анета? Да? Да не сакаш некое прашање да поставиш? На режисерката за нешто што ти било сумњиво Или во нас за представата. емисијата, не знам. Не, јас само сакам да ги пофалам сите глумци. Така. Ти благодариме. Ме изненади Нина Дејан, мислев дека има како спорена улога, меѓутоа на крај стварно ме погоди, така да речем. Нина Дејан е посебна Одлична актерка. актерка, А точно. кажи ми, Оливер Митковски, добар ли е во представата? Одличен, добро. Одлично, ти благодариме, Анета, Анета, за добро. јавањето, ти благодариме. Сега Поздрав. ја спроведуваме во Морам, режија. морам јас да се заблагодарам на Анита, мислам за мене е голем комплимент него да дојде 2 пати да ја гледа представата, особено во ова денешно време кога луѓето ретко одат во театар. Навистина нема поголем комплимент од ова што се случи сега, ниту за мене, ниту за глумците, така да уште еднаш. Тоа е секако. Голема Ние, например, благодарност. имаме представи каде што доаѓаат еднаш и не сакаат повеќе Некој пати. не ни доаѓа. Повеќе не сакаат да идат у театар. Не, ама тоа не е случај само кај нас и во Не, сите не, театри. слагам. Така. Апсолутно. Вика, луѓето не ги избираат нивните кариери, тие се заробени од нив. Вика, љубовта не е трајно поседување, таа е постојано освојување. Уште еден слушател Уште имаме. еден слушател имаме. Само секунда. Ало? Само секунда. Чекајте, вика нешто режија јавува. Ајде, здраво. 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 Повелете во програма сте. Ви се молам, дали ќе може 2 карти за во среда? Ќе Да, може се само разбере име дека и ќе може само презиме. име и презиме, ако може да оставите. Василевска Сонја. Василевска Сонја, ви Василевска благодариме Сонја. инаку сте во живо во комичен мегахерц на вашето мегахерц 96. Кома нула. Сакате нешто да ја поставите? Пријатно, добро, толку во ред. Пријатно. Во ред, интересот беше преголем. А сега ќе одиме со промо блок Промо реклами и се блок! враќаме во студиото. Зошто да изгледате постари? Се враќаме во нашето студио зашто светна сијаличката. Никаде не ни бевме. Јас Жерко сакам да ги поздравам сите убави дами што шетаат низ градот. Поздрав до сите вас што не слушате во вашите возила. Поздрав до сите камионџи и таксисти Апсолутно и поздрав службите до на комуналец. диаспората, секако поздрав до диаспората која што не слуша во овој момент, а исто така да ги поздравиме сите убави дами во Македонија, не само во Скопје, колега Атанасовски. Да, секогаш заборавам дека не слушаат и во другите градови. И во Кажи, диаспората не слушаат, другарче, мораш да го запамтиш тоа, да не забораваш, и исто би ги поздравил сите убави дами во нашето студио. И од диаспората. Добро, кажи фреквенцијата за прилепи, поздрав до прилепчани. 89,9, така е? Така е, значи ако имате фатена настинка, се што ви треба е љубов. Љубовта лечи се, јас ги поздравам сите заљубени, ги поздравувам сите убави девојки, си ја поздравам мојата девојка, ги ја поздравам девојката на Жаре која е во Италија. Така да, Жарко Точно. е тука во Скопје. Поздрав и од мене до сите спомнати. Да, докторот ја прашува пациентката русокоса, вели, не, Атанас, не, прво прочитај ги, па после имаш право да ги... Нина, кажи ми да што те смеете, бе? Ме смеат разни работи. Вообичаено во последно време ме смее глупоста на човекот и некако ми се чини дека многу забегавме во некои ствари и народов стана многу смешен. И од една страна тоа ме засмева, од друга страна ме прави тажна. Али сакам понекогаш да дојдам кај вас у театар, имате вие некои добри представи кои навистина ми се допаѓаат и доаѓам да ја гледам понекогаш. Така што сметам дека тоа е, да речеме, една позитивна страна на тоа што вие го правите. Во последно време еве убаво се смеев и забавував на Чикаго кај што игра Жаре и навистина еве сакам и јавно да го пофалам за неговиот ангажман. Ти благодарам. Овие вицови не ме смеат, гледам дека и тебе не те смеат, ама Јас не читаш. ги дочитувам. Сине, сакаш сестричка? Да, мамо, па оди да спиеш. Така, тие се тие вицови кои што се извлици на мојот Атанасовски. Нина, дали имаш омилени драмски автори?
Па немам омилени драмски автори, ги сакам оние автори што добро пишуваат, а тоа се оние што веќе некако можеме да ги наречеме класични драмски автори. Еве да речеме Бергман, оваа представа е работена по текст на Бергман и она што ми се допаѓа кај Бергмана и кај другите драмски автори е тоа кога ќе напишат еден текст тој да не биде обременет со премногу зборови, со премногу монолози, со премногу текстови физички. Туку зборовите кои се изговараат на вистина да бидат толку прецизни, да бидат кратки, јасни и да ја покажуваат состојбата на ликовите кои нели ги гледаме на сцена. И во таа смисла секогаш ми инспирација Чехов, секогаш ми инспирација Тенеси Вилијамс, се разбира Шекспир ми инспирација, меѓутоа се уште не сум се нафатила да речеме да земам еден така тежок автор. Пред 4-5 години во културниот центар ЦК тука Карши-Вас ја правевме представата Неверство, кај што играше Дарија Ризова. Тоа беше фантастична представа, јас имам присуствувано на таа представа, тоа беше на камера, интересна представа, игра Благој Веселинов, Мартин Јордановски, Дарија и уште Ненад Митевски од моја класа. Тачно. Да, и да речеме исто тоа е еден добар автор, малку текст, малку зборови, а многу кажам. Тоа беше многу интересна представа. Се сеќавам многу и Дали имаш омилен текст што би сакала да го поставиш? Па немам на тој начин некој омилен текст. Мислам, имам разни текстови кои ми се допаѓаат. Сега некако ме влече Тенеси Вилијамс и размислувам да го поставам трамвајот наречен Желба. И повторно станува збор за еден текст кој што е добро, одлично напишан, кај што ликовите се стварно онака издржани кој што треба. И многу сакам да го поставам Три сестри од Чехов, но за тоа треба да помине можда некое време. Кога се пробиваше ти како млада режисерка на факултетот за драмски уметности, проба да направиш една различна стратегија. Жарко како режисер проба да се пробие со кореодрами. Кореодрама е каде што е повеќе играње и ретко има текст. Кажи ми, Три сестри нели ја постави баш твојот текст, ама без текст. Да. Ја постави со движење. Тие кореодрамите како проаѓаат? Како сега гледаш на кореодрамите? Што Па на таа представа, од таа представа кај што не знам дали знаеш Жаре, таа една представа кај што играше Атанас, го играше Андреј од братот на Трите сестри фактички. И ние се обидовме преку преведување на зборовите во кореографија, односно во движење да ја раскажеме приказната. Атанас многу се нервираше, мислеше дека никад нема да го направи тоа, особено со оглед на тоа што партнери му беа Билјана Јовановска, Нина Дејан и Симона Спировска, сите фантастични танџерки. Врвни би рекол. И Атанас беше у шок, он имаше сцени со нив и така натаму, на крај мислам стварно имаше неверојатен резултат. Кога станува збор за таа представата, на се уште мислам дека таа е исклучително квалитетна представа која за жал немаше реален живот. Па затоа што не беше подкрепено ништо и беше како студентска вежба, работевме само со љубов и мислам дека извадивме тогаш нешто многу интересно. Сега џабе ќе збориме нашите слушатели, има да може да погледнат, ама беше една од подобрите представи. Ама беше стварно на факултет додека. Стварно да, и енергијата беше неверојатна и спојот на луѓе, дојдоа двајца дечки, едниот на хармоника, едниот на виолина свира уживо. Супер беше представата. Ако не се лажам, тој беше петиот хармоникаж во светот, Александар. Ако не се лажам, он више не живее во Македонија, на сите страни у светот прави концерти. Добро, го поздравуваме ако не слушате еден гениалец што шета по светот и ужива. Антонас, никош не сум те прашал, извини, топ 3 лика што би сакал да ги изиграш? Топ 3 лика? Топ 3 лика, бе? Топ 3 лика. Па не сум размислил. Не, Сирано ми е сигурно едниот, Арлекин ми е вториот. Арлекин слуга на двајца господари, Карло Голдони, што би рекол прилеп Голдони. Карло Голдони. Го знаеш Карло Голдони? Орландо Блум, не знам, Сирано и Арлекин би сакал сега да ги изиграм, а третиот ми е немам. Два. Може два да кажем и Роки 2. Може и еден ќе ми имаш за ќе ми долчиш. Да, еден ќе ти борчам. А кажи ми дали би правила комедија? Дали би режирала кај нас во театар? Што би режирала кај нас во театар овака малца на? Апсолутно би режирала и еве се вака на прва која треба да кажам, можда еден текст што веќе еднаш го имам поставено, се вика Секс, лаги и диви гуски. Текстот е напишан според Олд Сейбрук на Вуди Ален и е една многу софистицирана комедија што ако се направи кој што треба може да биде од една страна стварно многу смешна, од друга страна стварно да разбуди едни други аспекти на човековото живење, бидејќи се базира буквално на човековата глупост, на тоа колку криењето на вистината свесно може да направи да си го заебеш цел живот, а во една е напишано толку добро што е стварно многу смешно и забавно за гледање. И да речеме тоа би го поставила кај вас во театар. Значи ти си обседната со човековата глупост, периодов што многу ми се допаѓа. Па изгледа да. Мислам. Па тоа е безвременска тема. Јас се сложувам со Нина, апсолутно. Поздрав до сите девојки што се спремаат за теретана. Воред. Па стварно ќе трчаат. Дали џогирате често? Прашајте се себе.
Ова ми е дел од новата рубрика што ќе ја воведеме од наредната Да, емисија. од наредната Здрав живот сезона, пардон. наредната сезона Здрав живот со комичен мегахерц. Јас сега си пробам некои варијанти. Дали пиеше вода денеска? Одлично, јас би сакал да прочитам една многу мудра мисла од нашиот колега Драган Спасов Дац, кој што вика дека утрото не започнува со првото испиено кафе, туку почнува со мислата требаше да легнам порано. Поздрав, Дац. Вие дали го испивте вашето кафе, ако не, сега е вистинско време за тоа. Можеме ние да станеме со оваа емисија како ние апликациите. Напи се вода. Да, а сега стави го Да ги кафето. подсетуваме нашите слушатели, да. Напи се кафе. Поздрав до сите дами кои се родени во 50-та. Ти што возиш Пежо, не дадеш мигавец, сврти беш ми. Да, вие што не слушате во моментов. Добро, одлично, сега одиме со малку музика и се враќаме да се одјавиме. Со какаладзе. Ве поздрави Путин. Нашиот и ваш пријател Путин. Значи уште еднаш подсетување. Вечерва е Лисистрата, утре е Стюардеси, понеделник нешто пропуштаме, вторник име, сабота Случки Хармс пред премиера, недела Случки од Хармс премиера. Драги слушатели. На 1 април Вардарски пастови. Пастови, да не ја забораваме представата, за да. сите дами, но не само за дами и за вашите бојфренди. Кои што имаат плюс 17 години, Така е. нека дојат у театар и во среда, не заборавајте 20 часот, Македонски народен театар, мала сцена, представата разговори во 4 очи во На кој режија на датум Нина рековте? Николич. 30? Среда, кој датум е, не знам. 30? 30. Да, 30 среда. март. Да, 30 март, 20 часот. Во Маната. Мала сцена. Разговор во 4 очи со Оливер Митковски, И Нина Дејан. Нина Дејан, Америс Нокшичи, Дарија Ризова, Перо Арсовски. Перо Арсовски, Катина Иванова И Благој Веселинов. и Благој Веселинов. Така е. Така е, Нина, ти благодариме што ни беше гостинка во студиото, што внесе сонце во нашето студио, конечно, затоа што... И пролет. Па и пролет, да, се разбира со тие цветови, морам да ти ги пофалам на очарите, ти се многу интересни. Ти благодариме што ни беше гостинка и што се дружеше малку со нас и што додели карти, се разбира, за твојата представа на нашите верни слушатели. Фала ви на вас што ме примивте. Супер си пројдов, многу забавно, многу опуштено и се надевам дека ќе имате добра представа сега следниве денови и дека ќе имате успешна премиера. Доаѓам да ве гледам со сигурност. Ти благодариме, Нина, и ги покануваме сите слушатели да додат и на твојата представа, разговор во 4 очи, а трамвајот наречен Желба ќе го гледаат за некој месец од кога ќе се спреми. Кога ќе му дојде редот. Точно, Атанас, ти благодарам што беше Ја, повторно инаку со главната мене, улога што Стенли ме ќе игра бодреше. Жарко Димовски. Веќе се направи кастингот, не знам дали знаете, се извинувам ја што Да, ова е прекинувам. трач рубрика, ова е трач рубрика. Трач Чекај само рубрика, малку, режија ми јавува нешто, повелете режија. Жаре, те поздравуваме, многу те сакаме, најдобар си. Добро, ви благодариме. Ќе се одјавиме и ќе одиме со уште една песна, да. Атанас, ти благодарам што беше мој сопатник и водител уште една емисија. Ти благодарам што споделуваш со мене секакви информации, што ја расположуваш нашата публика, што не слуша слушатели и гледачи поново. Повели. Ти благодарам, Жарко, што си толку добар и фин како... Ајде, се одјавуваме! Фала ви што бевте со нас на 960 вашиот Омилен Мегахерц 96. Кома нула комичен мегахерц, ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Жарко Димовски, Атанас Атанасовски, датум на емитување на емисијата 18 март 2016 година. За контраиндикации на лекот обратете се кај вашиот родител или старател. Продукција Радио Слободна Македонија. Сакајте ги вашите најблиски, сакајте го театарот! И слушајте во моја. Држте Бај, се! бај, бај, бај. Ајде! Комичен мегахерц.